разговарам со Радмила Шекеринска, така стои во транскриптот, потврдувам дека е точно. Се чудам на незината нормалност или ненормалност, со прилично непристоен коментар. Дали си нормална, овој струмички селјак во 21 век да се заложиш, да го донесеш за лидер на македонската левица. И повторно размислувам и се велам, добро, може би е тоа така, затоа што тој созрева сега во еден неверојатно опасен процес. Ама од кај знам, ако има прилика да заседне на Илинденска број 2, може би тогаш ќе го видиме чудовиштето во него и желбата за освета и тогаш ќе почне да се сеќава што се некаде имаме кажано за Зоран Заев. Како се прави таа граница? Некои од професионалците ми кажат, овој човек одели на деконтаминација, користи ли услуги од професионалец, се видел ли воопшто некогаш со психијатар? Што во нашата конзервативна средина е безмалку дека ве правам луд. И дека сега можам да речам дека вие сте човекот во Република Македонија кој има искористено најмногу од можностите на прислушните апарати во Министерството за внатрешни работи. Може и така да се дефинира. Кога заврши политичкиот процес со 15 јули, се спушти таа голема тешка завеса и тргна повторно коментарите. Погледнете ги СДСМ без идеја како понатаму, а Никола Груевски облечен во старото руво, веќе ја ора Македонија и е тргнат во изборна кампања. По тоа ќе измерите колку е потенцијалот, стратегијата и внатрешната организација на двете партии кои треба да се соочат за неколку месеци на 24 април избори. Како да ви верувам кога вие не сте способни внатре во својата куќа, во својот политички клуб, да престанете да се делите меѓу себе на заевисти, бранковисти, провинцијалци, елитисти и што уште не.